Многу компании ќе стават клуч на врата и ќе бидат принудени да поделат откази ако владата подитно не им помогне. Стопанската комора алармира. Цената на струјата е најголем проблем за македонската економија, а надлежните се глуви на предупредувањата на бизнисот. Барањата за помош кои комората и ги испорача на владата уште пред еден месец не се исполнети. Од ден на ден фирмите се помалку конкурентни, а бројот на затворени компании се искачи на 5400 од стартот на годинава. Лани од регистарот пак биле избришани 7000 фирми. Иако во јули годинава компанијата потрошила нешто помалку струја од јули минатата година, сметката за струја годинава е скоро 6 пати поголема во однос на ланскиот јули. Лани за јули платила околу 1 милион денари, годинава за јули 6 милиони денари. Прашањето е кој бизнис ќе го издржи ова и до кога? Бизнисите револтирани бараат владата да престане да глуми дека се е нормално во време на енергетска криза. Бараат да се обезбеди поевтина струја за да се спаси економијата од колапс. Во моментов цените биле 6 пати повисоки од истиот месец лани. Иако фирмите сакале да инвестираат, владата ги кочала со многобројните процедури во поставување фотоволтаици. Да предпоставиме дека во сите земји од нашиот регион има по една фирма која што произведува ист производ и тие фирми се конкурираат меѓу себе. Ако предпоставиме дека сите тие фирми имаат ист трошок за сите ставки што ја градат цената на тој производ, освен кај ставката што е цена на електричната енергија, тогаш производот на македонската компанија ќе биде најскап и најмалку ќе се продава. Според расположливите податоци од разни извори, цената на струјата за компаниите во сите други земји од регионот е пониска од нашата и тоа ги прави нашите компании ценовно неконкурентни. Со други зборови, цената на струјата не е само тековно актуелно прашање да се преживее, туку е и прашање на долгорочна конкурентност на македонските производи и услуги. Првично владата порача дека барањата на бизнисот биле прифатливи, но до денеска нема никаков одговор зошто помошта изостанува. Компаниите бараат итна набавка на мазут и јаглен за ТЕЦ Неготино, тето да работи цела година, како и струјата од обновливи извори да биде наменета исклучиво за индустријата. За бизнисот препорачаните мерки од владата за штедење струја се несериозни, бидејќи економската логика налагала штедење и никој не требал да им кажува на фирмите како да го сторат тоа, бидејќи сите се труделе да ги сведат трошоците на минимум. Инаку се очекува владата во текот на неделава да прогласи кризна состојба во енергетиката.